Америка земја на можностите. Вака ја опиша 28 годишниот Здравко Милчевски неговата омилена дестинација. 8 години постојано на релација Америка-Македонија. Од беда до луксус. Милчевски вели дека видел буквално се. За него било предизвик најпрвен да работи на брод, а потоа и на американскиот континент. Најмногу го фасцинирало дружењето со луѓето од целиот свет. Искуство, јазици, гледање и учење на разни култури, затоа што да речам во еден момент кога бевме на брод, онака мислам имаше еден податок кој што беа преку 104 националности од светот, па така да учиш и гледаш разни култури. Искуството кое го доживеал во Америка вели дека не се опишува. Успеал да види многу екзотични и атрактивни места. На почеток заработувал $500 месечно, но со понатамошното искуство стигнал до месечна плата од $3000. Повеќе работи, повеќе фактори влијаа на мојата одлука. Да речам, првенствено нели заработувачката. После тоа искуство кое се доживува таму, да речам, не се вреднува и не се споредува со многу работи, односно со други зборови, не може да се купи. Најтешко, вели Милчевски, е првиот пат кога ќе се замине во непозната средина, но за кратко време се спријателил со многу луѓе и било одлично прифатен. Кога дојдов прв пат во Америка, мене ми рекоа дај да те види, вика, ти дојде, вика, сега шефот да ве види. Кога дојде шефот ни каже една работа, вика, ќе се разпознаваме ние и понатаму, меѓутоа јас, вика, имам едно да кажам. Следете ги, вика, правилата и законот во Америка, вика, и нема да имате проблеми. Околу 500 млади луѓе годишно заминуваат да работат на брод. Некои агенции прават одлуки од областа на угостителството и туризмот. Тоа што секој кандидат по завршувањето на договорот добива авионска карта бесплатно да се врати во Македонија, да го искористи својот годишен одмор во трајање од 2 месеци и потоа да се врати повторно за работа на брод. Да споменам дека привилегијата да се работи на брод е привилегија, бидејќи се работи во елитна средина, се работи со светскиот джет сет и се е платено. Храна, пиење, спиење и сите други бенефити, медицинско осигурување и така натаму. Милчевски има се уште желба да шета и да работи во далечната Америка, но неговата љубов е на прво место, па засега вели дека нема да ја напушти родната земја.